Здраво на сите, како сте добри? Што правите? По дома добри сите? Топ. Овде сум пишал, ако си во 20-тите години, те молам погледни го ова видео. Јас имам 33 години, сега ќе правам 34 на 7 јануари, тогаш ми е роден ден. Све сега е многу добро, ама морам да споделам лекции што ги научив кога бев малку помлад. Сега во моите 20 години бев тотално будала, тука сум пишал пуштено од кафес. Да, правев глупости, возев мотори, пиев многу, излегував многу, онака патував кај ми текнеше, пошто работев на градежевина и имав многу пари собрано онака за 19 годишен, 20 годишен бев онака баш богата, што се вика под наводници, и некако ми се чини тој брз живот малку беше пребрз, да речеме, и некако пребрзо пораснав и сакам да ги споделам тие лекции што ги научив од тие години, така да си бидете вие предпазливи баш да не ги правите истите грешки како мене. Уште кога бев во средно во Македонија учев 2 години во Георги Димитров. Кога заврши втора година, едноставно реков толку е, као не можам веќе да учам, ќе морам да одам за Австралија. Отидов во Австралија, почнав да работам на градежништво, правев доста добре пари за тоа време, као 100-150 евра на ден. Фактички, како што ви реков претходно, многу брзо порасна, така да лекција број 1 е немојте да брзате со растење. Значи, идете во школа, учете во школа, запознате другарчиња, правете ги тие активности што се во школа на ваша возраст, немојте да брзате да пораснете, да плаќате сметки на таа возраст или да бидете наставно возрастни, ме свеќаш, значи има време за све, не мора одма брзо пари да правите на таа возраст, значи бидете повеќе со знаење и така натаму, отколку само чисто пари. Океј, ова е таа куќа што пораснав, еве ја. Овде растев некој време и доста ми е убаво што тој период што го поминав тука, еве позади мене, овде. Лекција број 2 е, фактички, ова што го зборев е да се едуцирате. Сметам дека нема ништо повредно од тоа да имаш добра едукација, едноставно со добра едукација, кога ќе бидеш повозрастен, може да имаш и побава работа или подобра професија, зависи ако работиш приватно или државно, приватно или си вработен некаде, нели? Сметам дека не треба да престанеме никогаш да се едуцираме и дури да си 30-40, секогаш е добро да напредуваш во твојата работа, да не останеш онака на една точка и да останеш на тоа место. Така направив и ја, едноставно престанав да учам и работев, немаше ништо ново, едноставно тоа па е тоа, а обично тие работи што се без школа, да речеме, претежно се тешки физички работи, да речеме градежевината е многу тешка, така е многу жешко, да речеме, и со секакви будали си имаш работа и не знам, сметам дека да учев малку повеќе за некои други работи, ќе можам да завршам подобро во животот и да ми беше генерално полесно. Друга работа што сакам да ви кажам е, многу често на таа возраст јадеме многу лоша храна, особено ја мислам дека израснав со буреси, со хамбургери, со кока-коли и така натаму, ги имам доста заебено бубрезиве поради тој лош начин на живот и не само тоа, туку на таа возраст кога јадеш лоша храна и кога ќе бидеш утре 30, 35, 40 или како и да е, едноставно тие навики ти остануваат со тебе, знаеш, ти си веќе навикнат на шеќерот, на солта што ја јадеш, на таа вкусна храна полна со хемикалии и кога дојде време да те храниш здраво, нели, пошто сакаме да бидеме или послаби и сакаме да бидеме мозокот да ни работи поубаво и така натаму, едноставно со таа лоша храна стануваш некако поглуп, да речеме, и тие навики лошо ти се одразуваат понатаму и не знам, притисок ти се крева, здравето ти се влошува и така натаму. Мене ми требаше доста многу време за да се одвикнам од таа лоша храна и да почнам да јадам храна со помалку сол, помалку шеќер. Така да нема ништо интересно во тие хамбургери, буреси, глупости и ќе имам и посебно видео за тоа, пошто ја бев 96-7 кила, сега сум 75, така да ослабев многу. Кога ми текна што јадам ствари, така да ќе споделам и за тоа информации. Друга лекција е, нели како што реков, ако работиш работа што не те исполнува, нема да бидеш среќен. Ја така направив, работев градежевина
И таа работа ми беше единствено само онака за пари да правам, ништо повеќе од тоа. И кога дојде вака на 30 години, 30 нешто, сватив дека немам никаква професија. Онака немам ништо друго, не можам да знам дека професијата не треба да те дефинира како човек, нели? Меѓутоа, луѓе прашуваат, што си? Доктор си, адвокат си, што си маркетер? Ништо не си, знаеш, на градежевината некако мојот совет е немојте толку да трчате по пари, да правите некои такви глупости, да речеме, не знам дали скемови некои или да работите некоја работа што не ви исполнува, кога на крајот на денот, кога бидете на 30 години, едноставно сваќате дека животот си го поминал во бркање на пари, а знаеме дека бркање на пари не е никогаш доволно и не само тоа, туку никогаш парите нема да бидат доволно в смисол на леле се направив толку пари, као готово, нели? И сваќам дека се што те гради полека со професија што сакаш да работиш, на начин кај што не се брзаш толку многу за парите, мислам дека на крајот на денот тоа ќе ти исполни утре кога имаш друштво, сопруга и така натаму, ќе ти биде померак како ќе те почитуваат во општеството ако имаш некоја професија која сепак е почитувана. Друга грешка што направив е не ги трошите парите на глупости. Кога бев 20 години, заработив накај 20-30 илјади долари и знам дека парите ги трошив на, да ги речете, патување, да, бев Америка, бев цела Европа, не знам, пушев треба во Амстердам или во Чикаго бев или во Нью Йорк, така натаму. Сметам дека тие пари да сум ги вложил за, не знам, за куќа или за стан, нешто да сум правил пари, па сега на оваа возраст ќе ми беа скоро исплатени и може и кирија ќе имав, па со тие пари ќе можам сега да шетам или па да сум вложил пари во едукација, да речеме, и сега место да заработувам толку пари, ќе заработував повеќе пари. Така да на таа возраст имаме некоја тенденција да ги трошиме парите на излегување, пиење, не знам, ќе искочев и ќе потрошев околу 200-300 евра само на пиење или не знам, ќе одам, ќе патувам со мотор и не знам каде, ќе потрошам околу 1000 евра и на крај као пак си на нула, пак си никој ништо, нели, пак ништо не си направил, освен што си патувал и што си имаш екстра искуство. Ама сметам дека парите треба да се зачуваат, треба да се инвестира во нешто што вреди. И тоа ме носи до следната точка. Сега оваа точка се вика, сум пишал создава и подлога за 30-тите години. Сега ова може ме боли, пошто нели ви кажа века 20-тите некако ги потрошив на трчање па пари, работи што не ме исполнуваат. Фактички 20-тите години има многу пропаганда по овие филмови, ги прават као пи, искачеј, дружи се, нели, има што повеќе партнери ваму таму и сваќаш дека ти кога стигнеш на 30 си веќе потрошен и кога си на 20 години не знаеш точно што правиш, не знаеш ни кој си ни што си. А друга страна, ако во 20 да имате некој ментор што ќе ви каже што да правите, ќе имате подлога за 30 години. Што подразбирам под тоа? Да речеме сега со овој памет веќе знам и кај да патувам. Веќе знам кои зими сакам да ги посетам, да речеме. Веќе знам што сакам да правам во животот од аспект на професија, која професија сакам да работам. Сакам да бидам, не знам, влогер, уметник, психолог или што иде. Веќе знам што сакам да правам. Веќе знам кај сакам да живеам, нели? Веќе многу работи знам што сакам да ги правам. Затоа реков 20 години искористете ги за подлога кога имате 30 години. Дали со знаење, дали со финанси и така натаму. Ова е друга лекција што сакам да ја споделам, многу е битна, многу луѓе знам дека се нема да се согласат со мене. Овде пишува не се грижете толку многу за вашите пријатели. На таа возраст обично имаме пријатели, нели? Се дружиме, нели, 20 години имаш младци и се дружиш и пријателствата се многу важни, па и често кога се запишуваме во средно, дури пријателствата ни влијаат кај ќе се запишеме. Јас знам дека имав најдобра другара, па се запишеме 20 во Георги Димитров, па што он се запише, јас се запишав, као демек ај заедно, нели? Ама кога ќе напознаш 30 и нешто, сваќаш дека пријателствата да се важни, но многу поважен си ти. Многу поважна е твојата иднина, пошто твојата иднина си ти, не се твоите пријатели. Твоите пријатели може да дојдат, да заминат, во зависно од периодот во кој се наоѓаш и во која фаза се наоѓаш, некои пријателства
ги снимува, па запознаваш други луѓе, така да сакам да кажам, немојте да се папирате толку многу на кај се што се пријателствува, пошто во животот ќе запознаеш нови луѓе, како што растеш духовно ваму таму, ќе си го најдеш твоето место. Знаеш, како што реков, во 20 години не сме не сме, тоа е некоја наша верзија кај што експериментираме, се бараме себе си така натаму, така да немојте многу да ги следите другарствата, немојте ради другарствата да ви влијаат на вашите одлуки кај да учите во средно или кај да излегувате или како да го трошите времето, пошто јас знам не учев, пошто другарите ќе ме викнеа да искочам со нив. Знаеш, другарството беа добре, ќе идам да играм фудбал со нив, да не ми се наутат ваму таму, сум пробушил учење, сум баталил учење, сум баталил се што беше важно за мене во тој период. Така да пријателствата не се грижете многу за нив. Јас знам и на 33 сум запознал луѓе што се феноменални, што се наоѓаме на иста бранова должина, веќе сме доволно возрасни да не си го трошиме времето еден на друг, туку онака дружбата е повеќе обострана, почит со одредена дистанца, со одредена приватност и мислам дека секој го добива тоа што го сака еден од друг, без разлика каде што си ги запознал. Океј, и ова за последно е истражувај. Многу е битно во 20-тите години, ова нека биде заокружување на све, е да истражуваш. Кога истражуваш, едноставно знаеш, не знам која храна ти одговара, си пробал оваа работа, си пробал таа работа и знаеш таа работа дали ќе ти одговара. Како што рековме, 20-тите искористете ги да разградите подлога кога ќе станете 30 години, што значи дека истражувајте, одете, правете и на крај, како што поминува времето, ќе сватиш што е добро за тебе, што не е добро за тебе. Така да на секој ми препорачувам во таа возраст да истражува во сите сектори, во сите полиња и на крај кога наполни 30 години ќе знае што сака од животот и многу полесно ќе ти биде да носиш одлуки, не знам, ако те викнат во кафана, ти не сакаш кафани, нема да одиш, едноставно тој дел ти е веќе среден, не одиш по кафани и никој не те вика веќе по кафани. Или па не сакаш да пиеш веќе или не сакаш, не знам, си пушил трева, си сватил дека не е добро за тебе, ако пробај, све што можеш, пробај што мислиш дека треба да пробаш и на крај донеси заклучок дали ќе остане тоа во твојот живот или нема да остане тоа во твојот живот. Дечки, мислам дека тоа е тоа, баш ми е мило што го завршив и вториот влог. Се надевам дека уживавте во тоа и научивте некои лекции што ги споделив со вас. Јас ќе продолжам да создавам, имам тука некои доста запишани сценарија за влогови и верувам дека тоа што го споделам е доста убаво да се слушне, квалитетно. И така да, ако имате некои коментари, коментирајте слободно. Денеска ќе идам сега на кафе со брат ми, едноставно, чекај ви го покажам. Да, и не гори пешки, фактички ми го држи ранецот и има еден чадор купивме за сонце, $25 го платив од Амазон и доста штити, онака ти е намалува температурата, не те гори, ама дефинитивно ја изгорев како куштер тука, ама добра, ќе за добро видео некад мора да се жртвуваме, така не можеме сега све да ни биде погодено, овој ветар ме дува и ме испече сонцево и така натаму. Anyway, се гледаме, имајте убав ден, па се слушаме. Чао!